би можело да значи зборот музика за Свети Климент? Познато е дека кај старите Грци под зборот мусики, за разлика од гимнастики, која имала за цел да го култивира телото, се подразбирале сите оние уметности кои влијаеле врз култивирањето на душата и срцето. Дури во времето на христијанскиот период, музиката почнала да се третира како уметност на тонот. По ова прашање може да се забележат настојувањата на Свети Климент, кои имаат широк хоризонт и се движат од величењето на тишината, односно паузите, како вид на небесна музика, па се до музиката која одраз на овоземелската човечка борба, на бун и страдањата. За човечките страдања Свети Климент зборува преку своето песнопение "Страданија спасителни", во кој ги опишува своите страдања предизвикани од еретиците тројазичници само поради тоа што тој се осмелувал да го слави Бога на словенски јазик. Во секој случај, соодветно на своето образование, што го стекнал во Цариград, Свети Климент настојувал да ги негува тогашните современи културни вредности, што може да се види од повеќе текстови и од нив и тие вредности да ги шири меѓу словените. Но како словен по род, тој секако се грижел да таа култура биде одраз и на словенските културни традиции, што всушност за таквата